Добар ден, почитувани гледачи на ТВ Нова. Во ова неделно празнично попладне со вас во око е нашата ракометна легенда Кире Лазаров. Кире, добре дојде на ТВ Нова. Добар ден до сите гледачи на ТВ Нова телевизија и благодарност до поканата за учеството во вашата емисија. Кире, каде ја дочека новата 2017 година и што си посака? Па видите, новата година ние вообичаено со мојата фамилија ја дочекуваме затоа што имаме многу малце време за одмор, секако некогаш ни се погодуваат овие празници да ги прославуваме со одреден број на денови, затоа што пред новогодишните празници имаме припреми со македонската ракометна репрезентација, секако некогаш ни се погодува да терминот, тоест кој што се играат големите правенства, се почетокот на јануари и тие мали број денови ги користиме фамилиарно. Ова година, кој многу пати до сега, мислам дека правото место за еден вид на одмор, релаксација по една долга и тешка, напорна полусезона, тие 2-3 дена што ги имаме, ги максимално ги користиме пред се да бидеме заедно и да се одмориме во една домашна атмосфера. И како и сека година бевме во нашиот познат скијачки центар Маврово, чисто онака да се релаксираме, да бидеме заедно, да се опуштиме и да го искористиме максимално она малце време што го имаме од професионалните обврски. И така во убава релаксирана семејна атмосфера, што си посака за 2017 лично и што им посака на своите најблиски? Па повеќе или помалце желбите се тие истите. Пред све, мислам дека сите си посакуваме да имаме пред све што е основа за еден здрав живот, да имаме здравје. Кога има здравје, тогаш имаш све, немаш никакви грижи, амбициозен си, со голем ентузијазам, со големи амбиции и како и секогаш и мислам дека тоа се најосновните желби кои секоја фамилија и поединец треба да си ги посака за да има успешна нова година. Скијаше во Маврово малку или? Па јас сум миленик. Миленик сум летно време и на море, миленик сум и на зимно време и на снег и максимално го користам времето. Професијата, иако го сакам многу скијањето, а и не знам да скијам, а имам голема желба, професијата се уште не ми дозволува да се осудам да заставам на ски, затоа што скијањето е опасен спорт, а и во нашите професионални договори што ги имаме, има еден член точка каде што, не дај Боже, ако се случи така во приватно време, некоја, така да кажам, несреќа, мислам може да кошта многу и се уште се неам осудено, меѓутоа се надам дека после мојата спортска кариера дека ќе надокнадам да сето пропуштено што го имам до сега. Кои се новогодишните желби и честитки што ги сподели Кире Лазаров со играчите од Барселона и со играчите од македонската репрезентација? Па новогодишните желби се тие истите, да имаме успешна година од претходната, да имаме, како што кажав, здравје, да функционираме заеднички као тим, да си помагаме едни со други, затоа што тоа е единствениот начин за да можеме да напредуваме. Ние не сме индивидуален спорт, не сме тенис, колектив сме, 16 луѓе, сите заедно, зависиме еден од друг и доколку има слога, добра намера и позитивна енергија, мислам дека сите тие желби кои што ги имаме сите ние за да бидеме поуспешни во својата работа, во својата кариера, си ги посакуваме еден на друг и мислам дека само со свесност и со позитива тоа можеме да го постигнеме, меѓутоа сите заеднички. Значи, ние сме тим и тимот треба да функционира заеднички, некогаш не само во добри моменти кога оди све како што се посакува, напротив и во лоши моменти треба да знаеш и во лош момент кога си на дното, да собереш сили, да се издигнеш, да не ни проработи подсвеста, напротив, да бидеме позитивни тогаш, затоа што во сите кариери има успони и падови и ја мислам дека единствениот начин да се биде успешен е да се остане позитивен и во добри и во лоши моменти. Кире, така од таа семејна новогодишна атмосфера во Маврово, преку карантинот во Александар Палас и подготовките за светското првенство во Франција, дојде Бадник и Божик. Каде семејството Лазарови и што правеше семејството Лазарови за Бадниковата вечер? Што прави обично? Значи, еден од тие мали, кратки периоди што ги имаме за слободно и е Бадниковата вечер и Божик.
Јас сум роден од Свети Николе, значи традиционално се собираме цела фамилија таму. Мајка ми прави за внуците, за својата фамилија. Како Погача што ека погача со париче, вртиме погача, ставаме по чаша вино, наздравуваме, се замолуваме на Господ да не прати да имаме успешна година и така таа традиција се функционира со години. Знаеме дека кој ќе дојде 6 јануар, значи после одржаниот тренинг, затоа што помалку или повеќе тоа е еден ритуал, завршуваме са бајле и тргаме кон својот дом и си продолжуваме со она традиција која што е веќе со години уназад. Така и кога си во Македонија, кога сте во Барселона, вртите погачи и таму? Или не се случило? Во Барселона или во било кој друг клуб кај што сум играл во кариерата, до сега никогаш. Значи таков е периодот каде што во тој период секогаш дали сме пласирани на големо надпреварување или не, значи тоа е еден така размак за новогодишен одмор, значи секогаш во тој период за време на Божик сме во својата родна земја во Македонија. Инаку животот во Шпанија, како ви оди? Како ги минувате деновите во Барселона, освен она што е ракомет, тренинзи и надпревари? Видете, Барселона е може неубавиот европски град по мене. Имам доста прошетано по сите европски и светски метрополи, меѓутоа Барселона ми има видено мене, но јас многу помалку, затоа што обврските се такви. Има многу обврски, многу малце време за многу малце слободни денови, меѓутоа секој мал краток одмор кој го имам, максимално го користам со мојата фамилија. Како што кажав, љубител сум на плажа, на море. За среќа во Барселона времето во текот на целата година е скоро, може слободно да се каже, летно, така да снегови немаме, ветрови и такви работи. Така, тоа ме релаксира, значи убаво време, сонце, те држи да бидеш ведар, да бидеш насмејан, да бидеш позитивен и мислам дека климата као клима многу влијае врз расположението на луѓето. Кирил Лазаров е звучно име и за трофејната и голема Барселона. И ете во таа убава Каталонија, сончева, живееш ли во манир на голема спортска звезда? Голема спортска звезда. Се доживуваш ли пред се така? Па, да бидам искрен, свесен сум дека сум спортска звезда, меѓутоа немаме многу време да уживаме во тој приоритет, ако може да се каже. Видете, споредувајќи Македонија и Шпанија, мислам дека има голем број значи споредувајќи земјите, нашата земја е многу помала за разлика од Шпанија. Значи они имаат многу повеќе спортисти него овде во Македонија. Мислам дека па да, се доживувам и добро се носам со тоа, иако никогаш не ме напушта мојата амбициозност. Свесен сум тоа што сум, меѓутоа секогаш сакам повеќе и многу сум свесен дека многу е потешко да дојдеш до врвот, отколку да се одржиш на врвот, значи таа константност. И мислам дека имам таа константност и секогаш и секоја година и секој нов надпревар и секој ден имам глад за уште поголеми успеси. Многу е тоа нереално да се каже и многу преамбициозно, меѓутоа доколку не постои таа глад и таа амбициозност, мислам дека било кој човек како единка не би можел да напредува во својот живот. Значи никогаш не треба да дојде до самозадоволство и да го има, и треба да го има, меѓутоа треба да се биде свесен и да се знае да се стави крај точка кога е тоа доста и пак да се фати за работа за да продолжиш и да бидеш константен. Како семејството го поднесува товарот на твојата слава и ете, например, животот во странство? Па видете, семејството, мислам дека во еден, ако може така да се каже, брак, еден од брачниот пар треба да се биде, ајде така да кажам, жртва, ако е воопшто жртва, затоа што две успешни кариери во еден ист момент многу е тешко да имаш споредно. Некако ги имаме поделено ние улогите и ги имаме прифатено и сме задоволни како семејство, како фамилија, си ги имаме распределено обврските, секој си ги знае кои се неговите обврски, максимално си ангажиран и добро функционираме. Да би било поинаку, ја мислам дека не би бил толку успешен како што сум
сега и тоа треба да биде, како да кажеме, еден пример за еден врвен спортист, како би требало да функционира доколку има предизвик, доколку има амбиции да постане она што сонува да биде. Децата зборуваат шпански, стекнаа другарчиња таму во Барселона? Како им оди на училиште? Најголемата добивка од ова моја интернационална кариера е за тоа што моите деца веќе, иако не е многу лесно, значи нашата работа, нашиот спорт е таков каде што денес си таму, утре си на друго место, трет ден си на друга година на трето, на четврто и така, стално си во некое менување, а најголемата добивка за децата во кој што сум посебно горд и задоволен е тоа што веќе на нивна мојата ќерка има 8 години, синот 10 години, веќе зборуваат, па 3 веќе почнаа 4 јазици. Значи зборуваат перфектно шпански, учат на каталонски затоа што во Каталонија се приморани да учат на каталонски, многу добро зборуваат англиски и почнуваат француски, значи на нивна годишна возраст, 3 многу добри јазици да се зборува и да се почне четврти, тоа мислам дека е една голема придобивка што во нивниот понатамошен тек живот сигурно би им значило. Македонскиот не го заборават. Кога ќе отидат кај баба и дедо на Свети Николе? Не, си зборат македонски. Малци имавме проблем со, бидејќи се пишува на латиница, со кирилицата, меѓутоа секое слободно време, па поготоа кога сме во Македонија во летен период, го користиме да и кирилицата ја усовршуваат пополека, но и тоа оди како што треба, почнуваат да читат на кирилица. Дома во нашиот дом си збориме македонски си збориме, иако знаат од време на време во нивните игри има другарчиња од Шпанија доста да го преферираат шпанскиот или каталонскиот јазик. Сакаат да доаѓаат овде во Македонија? Сакаат, нив им е тоа интересно и они веќе се навикнати вообичаено на одредени делови од годината, каде што веќе се знае кога доаѓа лето дека се пакува, дека се оди таму. Си имаме некој редослед на функционирање каде што нив им е интересно. Деца како деца си патуваат, си одат во повеќе места во годината и тоа им одговара затоа што знаете кога менувате и каде и дојдете на гости, секогаш, па макар било и кратко тоа, секогаш они се добро пречекувани и се чувствуваат добро. Афинитети кон спортот? Афинитети кон спортот, јас не сакам да бидам тој што ќе ги наведува, па макар и на сила, но меѓутоа од генот си е ген. Мојата ќерка веќе покажува многу добри афинитети и тоа без некое присилување да оди на гимнастика. Играше и тенис едно време, меѓутоа гимнастика и едноставно не можеме да ја сопреме. И после тренинзите, напорните тренинзи, каде што оди и се надпреварува официјално во еден клуб во Барселона, значи не можеме да ја сопреме, значи сака да тренира, сака да вежба, стално подневната соба ни ги прави она што го вежба на тренинзите. Мојот син пополека покажува афинитет према ракометот, се заљубува, исто така тренира во еден клуб, младенски клуб, таму каде што живееме, каде што сме сместени и гледам дека пополека се заљубува во спортот, што мене посебно ми е драго, но меѓутоа не смеам јавно да го кажам. Дали се сметаш за строг родител? Па јас изгледам строго и сум строг, сум карактерен. А не можам да кажам, значи помалце време проведувам со децата него ли мојата сопруга, така да и тоа малце време гледам да бидам многу по-насмеан, поведар, по-мек со моите деца, затоа што стварно сега малце време промедуваш, уште да биде строг, стварно тоа не оди, иако во себе така ми доаѓа од време на време да бидам строг и едноставно да ги наведам во правилната насока на кој што мислам дека треба, што ќе им служи понатаму во нивниот живот. Какво е чувството кога одиш во своето родно Свети Николе? Ги спомна родителите, ги сочували другарите од детство? Има ли некому кому посебно се радуваш кога се враќаш дома? Чувството е прекрасно, иако времето е многу кратко, меѓутоа одам со задоволство, многу сум задоволен, максимално го користам времето, кратчето е мало, повеќе или помалце го познам целиот град, другарите се тие истите од детството, значи тоа е голема одлика, да не ги заборавиш другарите, пријателите со кои си израснал и мислам дека тоа е голема одлика на човек и што е најважно, тоа не го правам со сила, него напротив, се чувствувам одлично, си имаме свој начин на забава, знаеме да седнеме во кафич, да се напиеме кафе, знаеме седнеме во
во кафана, малце да се позабавуваме, да си прикажеме тоа што се случило за времето кое што не сум бил таму, едноставно чувството е прекрасно. Како ти, Филип, како браќата Лазарови се заразија со ракометот? Па видите, нашиот татко беше добар, квалитетен ракометар. Тој во бивша Југославија дури има настапувано и за Вардар кога се напредуваше во првата Југословенска лига. И Свети Николе, као Свети Николе, порано имаше клуб каде што беше доста амбициозен, доста добар и беше еден од најголемите расадници на таленти, иако во тоа време немаше спортска сала, значи трениравме на циментот, на отворено. Имаше и младински категории уште тогаш и едноставно така со некое другарување заеднички со другари. А пред се, ради мојот татко, се одлучивме да трнеме по неговиот пат, ако може така да се каже, и јас многу брзо. Иако почнав со кошарката беше мојот прв спорт, меѓутоа брзо се заљуби во ракометот, го засакав и едноставно, до ден денес не можам да се замислам без ракомет. Што беше пресудно за твојот успех? Талентот, упорноста, дисциплината или се склопија коцките? Па пресудно. Видете, пресудни може да бидат многу работи, но меѓутоа правилната насока во прав момент и одбирање на прав момент со добар тренер, поготово во тие младински категории, мислам дека е најважната работа за еден млад и амбициозен спортист. Значи, некогаш луѓето, спортистите, уште од мали, значи, ние имаме многу талентирани. Ние сме талентирана земја, талентирана нација за спорт, а поготово за ракомет. И тие таленти се тука околу нас, секаде околу нас. Меѓутоа, тие таленти нема кој да ги усмери. Најважно е усмерувањето. Ја имав таа привилегија да мојот татко, затоа што се разбираше од спорт и беше добар ракометар, во прав момент ме усмери да отидам, значи кога го напуштив моето родно Свети Николе во тогаш во еден од најдобрите македонски клубови, каде што клуб со голема традиција, во еден голем успон, тоа беше Пелистер. Иако имав некои друго понуди од помали средини и од подобри клубови со поголеми имиња и со подобри финансиски средства, меѓутоа го одбравме правиот клуб за мене и мислам дека тоа беше пресудно. Кога тоа ќе го направиш, после е многу полесно. Значи во тие 2 до 3 години, важни години, усмерен кај добар тренер, да работиш вредно, да акумулираш не само физички, него да акумулираш и ракометно искуство, да добираш, да тренираш со добри колеги од кои што можеш да учиш. Мислам дека тоа беше најпресудно за мене, иако тука е битен многу и карактерот, битна и желбата. Она што го зборевме дека не треба да те задоволи ништо. Мислам дека тоа го имам во мене и јас стварно сум човек што може и преамбициозен во мојата работа, дури некојаш да гледам и да го одберам мојот најдобар надпревар и да го гледам на снимка, никогаш нема да речам дека ете тоа е тоа и ќе си најдам 2-3 грешки кои што не би требало да ги најдам иако сум дал еден екстра одличен надпревар. Кога зборуваш за твоите почетоци, кога ќе се присетиш на патот од Свети Николе преку Пелистер и Загреб до Барселона, кои мигови во кариерата ти биле најтешки? Најтешки. Видете, во кариерата моменти сум имам доста тешки моменти, значи сега изгледа сето тоа бајно, меѓутоа моменти као моменти секој спортист ги има, што јавноста не може да ги знае и никош нема да ги дознае, меѓутоа треба да останеш цврс, не треба да те скрши било каков неуспех, било каков лош надпревар, затоа што да се стигне до врвот, треба се поминат тие успони и падови. Ги имам ја повеќе успеси отколку успеси, меѓутоа ете јавноста не ги ни приметува, више го приметува она што е убавото нормално. Имало ситуации кога си бил на работ? Да се откажеш, например? Или? Не сум бил затоа што мојот карактер не го дозволува тоа. Значи, јас сум најмотивиран кога ќе сум неуспешен. Тогаш ме фаќа инат, тогаш излегува мојот карактер на површина и тогаш добивам желба и сила за уште поголема работа и докажување и пред се докажување сам на себе си дека може.
Финалното излекување на големата стобиранка ни го донесе добитникот на првиот и единствен Toyota CHR хибрид во Македонија. Најсреќниот добитник стана дел од семејството на 531 учесник кои добија вредни награди. Им благодариме на сите верни стобирачи кои грицка, собира и беа дел од стобиранка. Останете подготвени за нови стоби флипс изненадувања. Stobiranka.mk. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Што е различно за уметност и професијата? Квалитетот. Направи нешто уметничко, значи направи нешто најдобро. Моторот е срцето на автомобилот, а голема гордост е да си има поддршка од квалитетно италијанско моторно масло. Пакело е 100% изработено без рециклирање, масло за кое стојат брендови како Ферари и Ламбурџини. Пакело е мојата добро чувана тајна, со која јас, Игор Стефановски Идже, освоив 2 европски шампионски титули. Пакело, бренд различен од останатите. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме! Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Cold Max. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Неодамна кажа дека на паркетот се чувствуваш многу подобро сега отколку пред 10 години. Годинава 2017 ќе наполниш 37 години. Како се одржуваш во форма? Па видете, све е искуство во животот. Ја тоа искуство го имам акумулирано, проагајќи низ најдобрите клубови во Европа, најдобрите ракометни клубови, и тоа искуство многу ми значи. Некојаш за некоја работа, кога си бил помлад, си знаел да се потрошиш многу повеќе, а сега со тоа акумулирано искуство, истата работа може да ја завршиш и по-квалитетно и да не се потрошиш повеќе. Значи, искуството си го давал на своето. Како што кажав, доста сум свесен, се одржувам, пазам на себе, се хранам здраво. Можам да кажам дека можеби не понапорно, тренирам поквалитетно за разлика од порано, ги пратам сите иновации, трендови на тренирање. Значи, едноставно го работам она што го сакам. Значи, јас сум заљубен во спортот и заљубен во ракометот. И по завршувањето на мојата спортска кариера, значи, јас би сакал да останам во спортот затоа што се чувствувам така дека би можел највише од мене да го дадам каде што тоа најдобро и го знам. Да се биде врвен спортист значи многу дисциплина и многу откажување. Има нешто што си го пропуштил во младоста, што сега чувствуваш дека ти недостига?
Па сум пропустил многу работи, меѓутоа воопшто не желам назиедна, затоа што сум стигнал таму каде што не сум планирал, но каде што сум посакувал и воопшто не ми е жал и нема никогаш да жалам за таа работа. Ако можеш да го вратиш времето назад, има нешто што би направил поинаку или би го дало истиот пат? Затоа што сум перфекциониста и сакам совршенство, сигурно дека би го вратил и би направил да биде уште подобро. Но сепак би бил Кирил Лазаров најдобриот играч во Барселона. Па јас не би се окарактеризирал како најдобар играч. Најдобриот стрелец. Па исто и тоа, значи ние сме тим и ние имаме заеднички цели и предизвици и обстојуваме да тие предизвици да ги направиме реалност. Зборувавме за најтешките моменти во кариерата. Кои се најсрекните моменти во кариерата? Дали е можеби тоа, на пример, историскиот успех на македонската репрезентација во Србија пред 5 години или пак кога десетици илјади фанови на Барселона на Nou Camp го скандираат името на Кирил Лазаров? Видете, во кариерата имам доста успеси и секако дека клубски најдраг успех ми е освојувањето на Лигата на шампионите заедно со Барселона. Имам и 3 светски титули заедно со Барселона и со Атлетико Мадрид. Но меѓутоа посебна е радоста и чувството кога ќе направиш нешто со својата родна земја, тоа е со националниот тим на македонската репрезентација. Ако нешто пробам да извадам од некој успех од успесите на македонската ракометна репрезентација, колективно секако е тоа 5-то место на Европското првенство во Србија и секако најдобар стрелец на светските првенства 2009 во Хрватска и 2012 во Србија на Европското првенство. И најдобар стрелец во неколку наврати за Барселона. Што е твојот следен предизвик? Може ли некој спортист врвен која ќе постигне толку успеси зад себе да си најде нов предизвик? Па секогаш треба да си има предизвик во живото. Сега јас многу јавно за желбите и за предизвиците не сакам да зборувам затоа што кога ќе ги кажеш јавно многу е помала веројатноста да ти се отстварат, но меѓутоа се чувствувам мотивирано, се чувствувам во добра физичка форма и се надевам дека во иднина ќе направиме и ќе направам уште поголем успех како со клубот, така и со македонската репрезентација. Деновиве се подготвувате интензивно за светското првенство во Франција. Каква е атмосферата во ракометната репрезентација? Што се очекува? Па видете, атмосферата е добра. Се подготвувавме многу напорно. Трениравме вредно. Имаме една, не можам да кажам нова репрезентација, подмладена репрезентација, начело со Лино Червар, со еден искусен стратег. И како што кажав, јас не можам да не бидам амбициозен, иако реалноста во моментот не е таа. Тргнуваме подмладени, имаме една многу доста јака групна фаза. Ги имаме за ривали европските селекции као Словенија, као Шпанија. Тука е селекцијата на Исланд, Тунис и Ангола. Мислам дека добро сме припремени, останува да видиме што ќе се случува на самото првенство. Јас не би бил Кире доколку влезам на надпревар и однапред си предаден или знаеш дека ќе изгубиш, па макар било тоа и против големите европски селекции. Најважно е што добро се спремивме, имаме идеја, имаме визија, скромни сме, вредни сме и се надевам дека ќе презентираме Македонија во најдоброто можно светло. Каква е атмосферата во тимот? Ве мачат повреди, на грипот му одолеавте или? Па добро, имавме некои проблеми со грипот на висинските подготовки во Мавро. Мислам, сите машки тоа го издржаа. Моментално сите се добри, сите се здрави. Остануваат уште неколку дена пред поаѓање за МЕЦ во Франција и јас се надам дека овие 2 дена ќе поминат како што треба и спремни ќе го дочекаме првиот надпревар против Тунис на 12 јануар. Зборувајќи од оваа перспектива сега, каква иднина има македонскиот ракомет? Македонскиот ракомет мислам дека има добра иднина и тоа го кажувам со факти и со аргументи, затоа што веќе подолго време, после подолго време многу центри во Македонија, како и поголемите клубови, работат со помлади категории и тоа е многу важно за иднината на еден национален спорт.
и веќе полека, но сигурно почнуваат да се појавуваат тие таленти и да чукаат на вратата на сите селекции, како од кадетска, младинска, па и на вратата на А селекција. Добро е тоа што имаме квантитет и од тој квантитет мислам дека може да се одбри квалитет. Едина работа што ни фали, мислам дека ни фали добар стручен кадар. Тука малце имаме еден недостаток, каде што тој квантитет, тие млади играчи би биле добро селекционирани. Значи, за да се биде успешен во нешто, треба да имаш и добра селекција, да имаш око, да го селектираш добро, да го селектираш правиот, не само најдобриот, него најкарактерниот, најпосветениот, наједуцираниот, и све што е најпотребно. И мислам дека ние како Македонија имаме добра ракометна и блескава иднина. Што мислиш за тезата дека не создаваме нова силна генерација и оти по заминувањето на твојата генерација еден подолг период ќе абстинираме од поголеми ракометни успеси? Па таа теза можеби ќе беше вака реална доколку разговаравме пред 2 до 3 години, меѓутоа мислам дека моето мислење, а и мислењето на јавноста е веќе променето и не се сложувам со таа теза, затоа што по полека, но сигурно имаат играчи што не само кои што квалитетно можат да не заменат, но меѓутоа им фали некој поискусен да биде со нив, за да можат, како што ви кажав, за мојата кариера, која што се определив за Пелистер, значи не се определив само за Пелистер као Пелистер во тоа време, се определив за Пелистер затоа што во тој момент Пелистер ги имаше и најдобрите играчи. Значи имав од кого и да учам на самиот тренинг, значи на тие млади играчи им е потребен некој поискусен за да биде со нив, да научи. Во моје време, јас кога бев на нивна годишна возраст, го имав Пепи Манасков, кој за жал во тоа време многу прерано се откажа од македонската репрезентација, иако мислев дека можеше тој да останеше уште 2-3 години да не направи уште подобри со самото негово присуство. Сега го спомнав него како пример, меѓутоа имаше тука уште 5-6 македонски ракометни легенди кои што стварно во тоа време вредеа како европски и светски ракометари. Ракометот е де факто еден од најпопуларните спортови во Македонија, но во исто време имаме само 2 големи ракометни клуба. Доволно ли е тоа за создавање на силна ракометна нација? Или дали Кирил Лазаров, кога гледа од Барселона, е задоволен со темпото со кое се развиваат работите во најпопуларниот спорт во Македонија? Видете, ние моментално се сложувам, имаме 2 квалитетни и повеќе од квалитетни ракометни клуба, тоа се Вардар и Металург. И имаме некои центри кои што пополека, но сигурно се будат, затоа што владее некоја еуфорија, ракометна еуфорија, без разлика на моменталните успеси или неуспеси. Меѓутоа, што е важно? Важни се клубовите, меѓутоа под број 1 секогаш е националната селекција. И што е битно сега? Значи, ние за да имаме добри клубови, треба да имаме национална селекција добра. Меѓутоа, за да имаме исто квалитетна национална селекција, треба да имаме екстра и клубови. Сега, мене единствено што ми смета е тоа што во некои од клубовите се дозволува да има голем број на странци. Значи, Македонија као Македонија и националната ракометна селекција нема никаков бенефит доколку во некои клубови има голем број на странци. Значи, не им се дава шанса на нашите македонци, кои ги има доволно и доволно квалитетни, поготово во последните 2 до 3 години, да едноставно растат во тие клубови за да можат после својот квалитет и допринос го дадат за националната селекција. Тука треба, тоа е едно стратешко прашање каде што треба да се поведе грижа за да имаме уште подобра ракометна иднина. Ние мораме да го негуваме спортот во нашата земја и по мене треба да има приоритети, затоа што ние, ако сме талентирани за ракомет, не сме талентирани, пример, за, сега карикирам, за одбојка или за хокеј или за нешто друго. Значи, ние треба да имаме приоритети во државата. Талентирани сме за ракомет, кошарка, фудбал и да им се даде приоритет на тие спортови, затоа што народот, како народ, сака спорт, сака да гледа спорт, сака победи и тоа го преславува. Некогаш и многу еуфорично, а некој знае да тагува за еден можеби неуспех и не толку битен неуспех. Значи ние треба да бидеме со народот
и да му приуштиме тоа што он го сака. Ако народот во Македонија сака спорт, тога требаш да се вложува во спортот и мислам дека со новиот закон што е донесен дека ќе имаме многу подобар спорт во иднина. Ја спомна поддршката од државата. Како би ја оценил поддршката која во последниве години јакне во смисла на тие најквалитетни спортови, односно спортови во кои Македонија може најмногу да пружи? Со овој закон за спорт мислам дека спортот ќе се издигне на уште поголемо ниво и то можеби требаше уште порано да се направи, но никогаш во животот не е касно и како што кажав. Ние треба да се прилагодуваме народот. Народот е најдобар показател. Значи ако народот сака нешто, ние треба тоа да го правиме. Значи секогаш треба да сме во служба на народот и ние сега како национална селекција ќе гледаме што подобро да ја представиме Македонија на светското првенство, да изгледаме сплотено, да изгледаме како еден тим и да пробаме народот едноставно малце да го отргнеме од сите овие ситуации што ги имаме во последен момент, за да може малце да така и да се израдува ако даде Господ на некој добар успех. На спортски успеси. Така. Конкретно мислите на законот што стапи на сила пред неколку дена во однос на одвојувањето од добивката на обложувалниците за спортските федерации? Не само за обложувалниците, и за големите компании, мислам дека и не пред 2-3 дена, мислам дека тоа од 1 јануари 2017. Да. Тој стапи од сега, иначе беше донесен порано. Прв бенефит ќе види македонската ракометна репрезентација сега. Дел од средствата ќе помогнат за организацијата. Мислам бенефит. Македонската репрезентација секогаш ќе види македонска репрезентација. Тоа е под број 1, мислам дека во смисла на финансиска поддршка мала. Мислам дека клубовите ќе добијат силни поддржувачи со овие работи кои што се во новиот закон и тоа е многу важно за развивање и на други центри, не само во метрополата во Скопје, него и во други центри каде што не само ракометот и други спортови имале и традиција таму. Веќе 7 години сте во Шпанија, година на крајот од 2017 истекува договорот со Барселона. Останувате ли во Каталонија и натаму или имате други планови? Па се уште не можам да ви откривам ништо посебно на таа тема. Значи секогаш јас имам свој менаџер задолжен за таа работа, кој ќе има нешто официјално ќе бидете обавестени. Во секој случај рече дека сакаш и по активното занимавање со ракометот да останеш во спортот. Дали тоа значи дека остануваш конкретно во ракометот? Би останал како? Па да, најконкретно во ракометот. Мислам дека таму можам она што сум го собрал, акумулирал како искуство и да бидам најдобар и во таа сфера. Што би бил твојот совет за младите ракометни таленти? Па мојот совет би бил да бидат упорни, да веруваат во она што го сакаат, да вложуваат во себе, никогаш да не се откажуваат, да бидат трапеливи, затоа што трапеливоста е злато, да се слушаат самите себе, да не впаѓаат во лоши друштва, затоа што да не бидат робови на своите друштва, треба да се слушаат сами себе доколку сакат да постигнат она што го сонуваат или да постигнат некој голем резултат ако веќе се одлучиле за спорт. Еден мој колега, спортски коментатор, вели дека Кирил Лазаров знае да даде вистински изјава во даден момент. Кога репрезентацијата победува, да ја спушти атмосферата за да не фаќа еуфорија, кога се губи, да не се депримираме премногу. Одлика својство на лидер, каков што си и во ракометниот тим, дали те бива и за политика? За политика не знам дали ми бива, меѓутоа јас како капитен на македонската репрезентација ги познавам моите колеги и моментот во кој што се наоѓаме, значи го чувствувам и знам што е потребно во тој момент, иако не сум секогаш праведен, нормално, човек си може и да сгрешиш, меѓутоа мислам дека добро си обавувам на функцијата што сум и сум придонел и ќе придонесувам за што поголеми успеси на македонската репрезентација. Дали кога си во Македонија чувствуваш поделбата по сите основи? Поделба како? Поделба меѓу народот, по сите основи. За жал ја чувствувам и тоа воопшто не ми се допаѓа и некако самото чувство е многу лошо и едноставно си имаш во некои моменти, едноставно не знаеш како да се поставиш, не знаеш како да изреагираш, не знаеш јавно што да кажеш, пазиш, да не навредиш некој, ако веќе не си природен
и знаеш каква е ситуацијата, тогаш не си тој што си, а бидејќи сум надвор и многу кратко време проведувам во текот на годината во Македонија, не ми се допаѓа таа ситуација, но меѓутоа мислам дека народот не треба да биде поделен. Едноставно, како што кажав и за самите деца, за младите спортисти, едноставно треба да се слушат самите себе, не да се слуша што се ветува, затоа што ветуваат сите, и да се одлучат за она што е најдобро и најдобро за нашата држава. Ние мислам дека као Македонија, ова е наша прекрасна земја, мала земја, со големи богатства и треба да си ја чуваме, да си ја негуваме, затоа што ќе немаме, мислам, ако ја изгубиме државата како држава, мислам, ние као македонци треба да се биде свесен и да се слуша сами од себе и да се донесуваат прави одлоги, затоа што еуфоријата, ако те зафати, мислам дека не сме свесни ние што правиме, но меѓутоа ако ќе се случи нешто, после да не биде прекасно. Може ли, дали публиката на терените е обединета и дали може ракометот, конкретно спортот, да биде еден од начините за обединување на нацијата? Да се обединиме прво околу... Па ја мислам дека публиката на терен е обединета и тие се моментите кои што може да ја обединат и цела Македонија. Обединети се, мислам, има многу примери во минатото, па и сега сум сигурен дека кога се трга веќе на спортски надпревар, се трга со цел да се навива за Македонија. И тоа е еден добар пример и затоа спортот као спорт секогаш потенцирам дека е најголемиот амбасадор и ние спортистите сме најголемите амбасадори на својата држава, затоа што јас играјќи во сите овие држави што ги имам поминато, моментално во Шпанија, Барселона, секогаш кога го изговараат твоето име, во позадина стои Кирил Лазаров, Македонија. Што за тебе представува патриотизмот? Еве во оваа смисла во која го кажува сега. Можам слободно да кажам, јас сум патриот во душа и си ја сакам својата земја. Добра македонска песна знае да ме расположи, знае да ме опушти, да ме релаксира од сите напори што ги имам во текот на сезоната, на кариерата, и треба да си ја негуваме својата земја, да си ја почитуваме и да пробаме да си го задржиме идентитетот. Кој друг спорт го следиш со внимание? Па следам кошарка, следам доста фудбал, поготово шпанско правенство и Лига на шампиони. За кого навиваш? Навивам моментално за Барселона, а и пред да бидам таму навивам за нив. Би смеел да биде поинаку? Не знам дали смеја, али јас... Нема клаузула во договорот дека можеш да навиваш за Барселона? Нема, го сакам и тенисот. Еден од идолите ми е Новак Џоковиќ, кој што исто ме импресионира како играч, како карактер. Тука до нив е од поединците Меси. Кошарката ја сакав како мој прв спорт. Од време на време пратам НБА, пратам ова лига, Евролига, што е лига на шампиони. Тоа е тоа. Како се опушта Кирил Лазаров? Филм, книга? Па ме опушта добра книга, ме опушта кафе на добро место, на сонце, на плажа. Ме опушта добра музика. Не сум многу по филмовите, а и нема многу време. Добро друштво, позитивни луѓе, присуство на позитивни луѓе. Не сакам луѓе кои што се негативци, кои секогаш и позитивното го гледат негативно. Јас сум за тоа да и негативното го свртиш да биде позитивно во тој момент. Треба да се соочи со реалноста и да знаеш дека тоа е таков период и треба да го прифатиш тоа, но знаејќи дека во војнина доаѓаат и подобри периоди. Пробам да не ги избегавам, меѓутоа ги чувствувам луѓето кои се негативни, а ги почитувам оние што се позитивни и сакам да бидам дел од тоа друштво. Веруваш во Бога? Да. Кире, ти благодарам за ова празнично неделно интервју за ТВ Нова. Ти посакувам добро здравје и многу успеси и сега во Франција и понатаму во кариерата. Благодарам и на вас за поканата. Секој е добро. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Се надам дека уживавте во разговорот со Кирил Лазаров. Довидување идната седмица во истото време.